Safe City го смири сообраќајот во Скопје, покажува статистиката на МВР. Министерот Тошковски вели дека во декември во Скопје немало ниту еден смртен случај во сообраќајна несреќа, наспроти 5 во текот на минатата година. МВР бележи пат од 20% на вкупниот број на сообраќајки, но и пат од 35% на бројот на повредени. Недостасуваат уште законот за прекршоци и кривичниот законник да бидат донесени во законодавниот дом за Safe City да може и официјално да профункционира. За законот за прекршоци потребно е двотретинско мнозинство, а Тошковски апелира претениците да гласаат позитивно. Доколку македонските граѓани покажуваат вакви резултати во позитивна насока, само во рамки на тест периодот, јас сум сигурен дека претениците ова ќе го имаат предвид и во иднина и како ќе овозможат да ваков тип на еден паметен систем го имплементираме така што треба да го имплементираме, не само во рамки на тест период. Очекувам дека ќе го направат тоа најбрзо што можат и од 1.2 да почнеме и со официјална примена на овој систем и да очекуваме во иднина намалување на бројките во цела Македонија, како во однос на жртвите кои што ги имаме, така во однос и на вкупниот број на сообраќајни незгоди кои што настануваат како последица на непочитување на сообраќајни правила. Премиерот задоволен од тест периодот на системот, уверува дека сообраќајот е смирен и во местата каде што се уште не е поставена инфраструктурата за Safe City. И во градовите каде што нема инсталирано ваков тип на апликација, луѓето внимателно возат, но и на автопатите кои што веќе имаат инсталирано ваков тип на уреди. Така што ние продолжуваме и понатаму да го подготвуваме системот, не очекуваме дека од 1 февруари брилијантно секаде ќе функционира и дека не се можни некакви грешки од стапувања, но тоа во процесот како ќе расте, така и ние ќе растеме со него, така и ќе го нивелираме. Safe City првично требаше да почне од денеска, но МВР одлучи да ја одложи неговата примена од 1 февруари. Полицијата одлучи да остави и прак на толеранција за брзо возење, што би значело дека казни нема да има за возачите, кои на камера ќе бидат фатени со 57 км на час на места каде што дозволената брзина е 50 км на час. Даниел Василев, Сител телевизија.